Преводот на албански спречи политичките партии да ги испорачаат барањата за измените на постоечкиот или носењето на целосно нов изборен законник. Претениците од Европскиот фронт барале веќе подготвените материјали да им се преведат за да ги разберат подобро и седницата на работната група се одложи најверојатно до следната недела. Министерот Игор Филков уверува дека ќе ја закаже веднаш штом се исполнат техничките услови. Ние материјалите што ги имаме изготвено се на располагање секако на работната група, но она што како Министерство би сакале да го чуеме се предлозите кои што во меѓувреме стасаа до Министерството за правда, но поради изборниот процес беше прекината работата на работната група и затоа сега со една нова динамика сакаме да отпочне. ВМРО ДПМН ќе даде поддршка за сите предлози за кои ќе се постигне консензус. Тие немаат одвоени предлози, но активно ќе учествуваат во подготовката на измените. Да учествуваме активно во овој процес и ќе ги следиме сите позитивни предлози кои што ќе доаѓаат од страна на сите политички субјекти и секако со консензус да го поттикнеме политичкиот диалог. И од владачката знам Движење за наша Македонија вела дека на маса ќе го стават воведувањето на една изборна единица, а остануваат и на предлогот претениците од 120 да се намалат на 90. Да направиме сериозни промени во изборното законодавство, односно да добиеме парламент со големина од 90 пратеници. Намалувањето на бројот на пратеници е во духот на генералните заложби на оваа влада. СДСМ не откриваат кои предлози ќе ги поддржат, но дебатата ќе ја воделе во работната група, не преку медиумите. Предлози кои што ги има сите забелешки од ОПСЕ и од ОДИХР, на тој начин да го направиме тој изборен процес со повисок степен на демократија, со поголема транспарентност. ЛДП ќе инсистира на една изборна единица со отворени листи, додека Левица замерува за одолговлекувањето на постапката. Тие бараат што поскоро да се направат измените. Ако знаеме ние како се носи изборен законник се носи со консензус од партиите. Значи партиите треба да одлучат, вака само губиме време. ЛДП се залага за една изборна единица со отворени листи и се надевам дека конечно ќе дојдеме до решение на изборниот законник кој што ќе овозможи директна демократија. Со измените на изборниот законник или со новото законско решение треба да се надминат сите проблеми што досега се евидентирани во изборните процеси. Ако измените надминат 30% од целиот закон, тогаш што станува целосна измена на законското решение. Овие измени доаѓаат по препораките на ОПСЕ и барањата на дел од помалите политички партии за начинот на финансирање на кампањата, начинот на кандидирање на независните кандидати, цензусите пред времената кампања, како и изборниот модел за организирање во една изборна единица.